Согласно член 80 став 4 од деловникот на Советот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1 завршна сметка на РК Еврофарм Пелистер. Точка број 2 завршна сметка ФК Пелистер Битола. Точка број 3 завршна сметка на КК Пелистер Битола. Точка број 4 одлука за давање на согласност за склучување на договор за регулирање на меѓусебни права и обврски помеѓу општина Битола и ПСК Пелистер Битола. Точка број 5 одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. Точка број 6 одлука за примање на донација спортска опрема и реквизити од страна на НАЛАС, мрежа на националните асоциации на локалните власти на Југоисточна Европа. Точка број 7 годишен план за вработување на основно училиште Трифун Пановски Битола за 2023 година. Точка број 8 решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈКП Водовод Битола. Точка број 9 решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈП Пазари Битола. Точка број 10 решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во КЈП Нискоградба Битола. Точка број 11 решение за давање согласност на одлуката за зголемување на бројот на бруто пресметковните бодови за платата на вработените на ЈП Комуналец Битола. Точка број 12 решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовник за крпење на улици и патишта со асфалт на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола. Точка број 13 решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба за потребите на општина Битола. Точка број 14 решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба за потребите на граѓаните на општина Битола. Имавме една молба од господинот од основното училиште Трифун Пановски, дали ќе биде проблем да оди прва точката. И 15-та точка имаме точка разна. Точка број 7 годишен план за вработување на основно училиште Трифун Пановски Битола за 2023 година. Ке ве молам ако имате нешто да ни кажете, само кај што има микрофон бидејќи се снимат. Микрофонот само кај што е за да се уклучи и се снима. Годишниот план е направен по правилникот за изработка на годишен план за вработување. Ова е годишен план за 2023 година, секојаш една година унапред ги правиме. Податоците што се внесени се по правилникот, мислам дека се е во ред. Немам некои прашања, освен вие ако неките нешто да прашате. Прашања? Ви благодарам. Не, благодарам и вас. Преминуваме на точка број 1, завршна сметка на РК Еврофарм Пелистер. Добар ден. Добар ден. Сакате да слушнеме кратко известување или сакате со прашања? Ако може да ни елаборирате кратко за завршната сметка. Завршена сметка на двата клуба? За едниот за тој што имате средства. За двата? За двата кратко. Добро, значи ракометниот клуб Еврофарм Пелистер за 2021 година има остварени приходи по сите основи 80.997.150 денари, од кои што трошоци се 80.602.109,
Така да, значи дека нето добивка клубот има остварено 35.000 денари 720 за 2021 година. Трошоците се за плати, трошоци за патувања и така натаму. Тоа е за првиот клуб. Не знам дали ве интересира нешто друго во однос на финансиските параметри. Ги имате, се надевам, имате завршена сметка кај што се образложени детално сите трошоци. Буџетот на првиот клуб е надфрлен за 50% согласно договорот и платформата која е подпишена со општината. За 2021 година буџетот е надфрлен за 50%. За вториот клуб за 2021 година остварени приходи по сите основи имаме 13 милиони 732.201 денар, од кои што трошоци се 13 милиони 678.904, нето добивка после доначување е 40.788 денари. Исто, тука трошоците се сите за плати, патувања, за одигрување над превари, опрема и така натаму. Не знам што друго ви интересира, што можем да ви понудам како податоци. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Повелете, колега Бајковски. Ме интересира во однос делот на продажба на билети. Во кој дел се од завршната сметка и колку се приходи од за продажба на билети? Делот билети во моментот немам точен податок. Продажбата на билети е толку минимална и незначителна во овие износи што ако сакате накнадно можеме да ви доставиме податоци точно. Али е незначителна. Поголемиот дел од билетите се, да речам, делат гратис на спонзорите кои што учествуваат во финансирањето на клубот. Продажбата на билети е многу минимална. Да речем, приходите од билети се незначителни. Бидејќи општина Битола е со ракометната платформа финансира, мислам дека околу 16 милиони денари. По тој основ колку билети имате поделено на општина Битола, бидејќи кажувате дека ги се даваат како гратиси? На општина Битола во моментот немам параметар точен колку, али во секој случај општина Битола добива согласно барањата билети. Добивала и добива за секој надпревар. Секој надпревар во зависност од атрактивноста на истиот има различни барања за билети, така да во моментот немам точен податок да ви кажам колку билети добива општина Битола. Делот спонзорите викате дека ги давате на спонзори. Значи дали можеме, бидејќи колку детална информација, колку е од продажбата на билети со остварени приходи? Тоа е прво прашање и одговор, ако може на писмено. Добро. Колку се гратиси поделени детално за секој спонзор и општина Битола се разбира согласно делот кој што го имаме, колку гратиси има карти. Тие се вака две прашања. Добро, ќе ви ги доставиме писмено накнадно. Ако може до седница на совет да ги имаме тие, ние на 13 ќе имаме седница. Толку? Да. Дали некој друг има прашања? Доколку немате прашања, ви благодарам за присуството. Преминуваме на точка број 2. Завршна сметка на ФК Пелистер Битола. Представник? Ќе преминиме на трета точка. Завршна сметка на Кошаркарски клуб Пелистер Битола. Дали имаме представник? Имаме Повелете. представник. Не знам само дали може да се кажам представник за 2021 година, бидејќи јас како спортски директор доаѓам во некаде крај на јануари 2022 година. Оваа завршна сметка што е направена од 2021 година е од претходен спортски директор и од претходно книговодство. Генерално многу детали јас не сум компетентен да кажам. Добро.
Дали имаме прашања? Повелете. Во однос на кошаркарскиот клуб Перистер ме интересира сега состојбата во однос на играчите. Имаме заминување на играчи, имаме нови играчи, договори, дали имаме нови случаи за новата сезона? Извини, ако те разбрав, те интересира за ова година? Да. Да, значи за ова година сите договори што ги има кошаркарскиот клуб и побарувања се од предходното раководство. Јас како спортски директор, освен што имам подпишано договор, однос зборувам на играчи и на стручен штаб со тренерот Маријан Илиевски, се досега се плаќа, а и во иднина ќе се плаќа од тоа што е подпишано од предходно раководство. Има тука една ставка производство на занечиски услуги 1.200.000 денари. Ова имате информација за што се потрошени овие средства? Не, за ова завршна сметка буквално немам никаква информација, затоа што немав ми некоја при предавањето на клубот, некоја особена соработка со книговодството. Зборувам, бидејќи имаше, не знам дали сте запознаени, смртен случај што беше книговодителката што го водеше, па ќерка и не можеше детално да во сето тоа да се снајде. Бидејќи КК Пелистер е во 100% собственост на општина Битола. Има тука надоме за сместување искрана на надоме за сместување и искрана на терен 900.000 денари. Дали при односно ангажирање на хотели, угостителски услуги и хотелски услуги се водите согласно Законот за јавните набавки, бидејќи сите државни и јавни предпријатија кои што се во државна собственост се обврзани согласно тој член да работат, согласно тој закон. Како случувате договори? Како што кажав, како се случувани договорите, не можам за ова да кажам нешто што јас немам склучено договор. Во однос на она што можам да го кажам и што ве интересира, можам да кажам дека внатрешната ревизија имаше дадено преку 20 или не знам повеќе препораки кои што беа доставени до мене. Јас обврсав дека истите ќе бидат прифатени, истите ќе бидат коригирани, за да може во иднина да се работи согласно сите закони кои што произлегуваат. Сега дали спортските клубови, бидејќи одреден дел од финансиите влегуваат преку спонзори, преку ваучеро што е за спортски клубови, дали треба некоја за се таква постапка како што е за јавни набавки, искрено не можам да се согласам со тој дел. Меѓутоа не можам на ништо да кажам што немам јас подпишано или што немам склучено договор. Генерално се бара понуди за храна од неколку места, се доставуваат понуди и во разговор со играчите, стручниот штаб, кој што во однос на таа цена ќе понуди подобар квалитет, се одберва тој ресторан или градска или кујна што се бави со таква дејност. Добро, фала. Извинете, уште едно прашање. Од кога сте спортски директор? Спортски директор сум некаде крајот на јануари, точен датум. Со одлука на управен одбор? Молим? Имате одлука на управен одбор? Како на управен одбор? Одлука од управниот одбор за да бидете спортски директор. Па да, сето беше запазено со адвокат, со нотар присутен, сепак таа одлука ја носи општината. Управниот одбор треба да донесе одлука. Да, новиот управен одбор. Значи има добро, тоа што ако може одлука да ни ја поштите. Нема проблем. Јас уште еднаш ќе кажам, не знам дали тука дојдовме за 2021 да зборуваме или за 2022.
врз основа на што се бара мојата одлука. Јас имам едно прашање. Инаку одлуката најверојатно се бара бидејќи сме 100% собственици на клубот. Па добро, ако има, тоаш Гордана да ни ја доставиш одлуката. Тој што ја има, нека ни ја достави. Јас имам едно прашање, бидејќи рековте дека имавте околу 20 препораки кои треба да ги почитувате. Има дел од препораките според ревизијата кои сте ги прекинале? Уште еднаш ако може. Бидејќи ми рековте според ревизијата, и јас ја видов ревизијата, има препораки кои треба да се почитуваат во нареден период, рековте дека ќе се почитуваат. Дали има дел од препораки кои нудат решенија за прекинување на нечии договори, на нечии обврски? Дали имате вие, откако ја добивте ревизијата, прекинато било как, бидејќи претходно ни рековте, спроведувам нешто од претходно. Дали имаме нешто што е прекинато од претходно? Ме разбирате, договори на играчи, исхрана по ресторани, користење на сместување во, значи, за ноќевања, за престо и така натаму. Дали имаме нешто што е прекинато заради ревизијата? Така, исхраната не е прекината. Становите каде што си седеа играчите си продолжија да... А немавме такви препораки во ревизијата? Не. Добро. Не, од ревизијата такви препораки немаше. Од сите препораки на ревизијата, веќе 90% од ревизијата се реализирани, останат уште мал дел, 10% каде што е во координација со Советот и со општина Битола. Добро. А за играчи во однос на прекинување и раскинување, то во зависност од сезоната, со некој се Не, мене ми беше прашањето дали според она што го налагаше... Немаше такви препораки. Тоа ме интересираше, ако нормално дека тоа е таковно. Ви благодарам. Некој друг дали има прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Преминуваме на точка број 4 и точка број 5 ќе ги разгледуваме утре на комисијата, ќе продолжи. Точка број 6. Одлука за примање на донација, спортска опрема и реквизити од страна на НАЛАС, мрежа на национални асоциации на локалните власти во Југоисточна Европа. Добро, ајде. Преминуваме на наредна точка. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во јавното комунално предпријатие Водовод Битола. Повели Димитар. Благодарам. Управниот одбор на ЈКП Водовод Битола на седница одржана на ден 30.6.2022 година, расправајќи по точката на дневниот ред за линеарно зголемување на платите на сите вработени во ЈКП Водовод Битола во нето износ од 2806 денари, почнувајќи од 1.8.2022 година па натаму, освен за оние вработени на ЈКП Водовод Битола на кои им беше зголемена и усогласена платата согласно Законот за минимална плата на Република Македонија. За спроведување на оваа одлука се задолжува секторот за финансии, сметководство и комерција преку непосредни извршители. Примерок од одлуката е доставена до Советот на општина Битола, членовите на управниот и надзорниот одбор и потребните служби на ЈКП Водовод Битола. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.8.2022 година. Тоа е. Благодарам. Прашања? Немаме. Може да продолжиме со ФК Пелистер? Да. Ајде, повелете. Повелете. Завршна сметка за 2021 година на ФК Пелистер Битола. Па да. Сега во ред. Добар ден. Во однос на завршната сметка, јас како секретар на клубот ја доставив завршната сметка на барање на општина. Доставена е на 8.6. Да ја толкувам јас не знам, пошто тоа е работа на книговодство. Книговодството е се уште во прецизион во Хотел Корзо. Така да, не знам, јас да толкувам финансиски документи не знам, така да се што би кажал би било нестручно прво и не издржано.
Ако има некое, можам да ни пуштите некои прашања или некои други документи што книговодството би ги обезбедил. Така да тоа би имал сега да кажем. Друго, А моментално кој ви е директор? молам? Директор. Па се уште извршен директор е Пеце Стојчевски. А зошто не ни е поканет директорот тогаш? Ако ни е уште тој. Значи вака, јас не знам кој е поканет, меѓутоа ако ќе дојде некој на комисија, не ќе прво да се чувствува нелагодно. Тука претходно ни идат тие што се директори. Ако некој моментално е директор, требало да дојде да ни објасни. Предходниот господин, мислам на РК Пелистер, дека е спортски директор, така? Господинот исто е спортски директор, така? Значи, кој ќе се побара да дојде представник од клуб, треба да дојде представник од клуб, а не тука да малтретираме луѓе што стварно врска немат со ова што треба да ги прашваме. И ќе ве замолам нареден пат да си дојдат луѓе што треба, оти нема точките ниту да поминат ни на комисија, ни на седница. Може нешто само председателка. Значи, завршна сметка е... Јас се сложувам скроз дури- со вас дури- зато. Да, дури ни директор не може да ја обработи Значи, завршна сметка. тука треба да дојде некој што си е одговорен за трошење на финансите. Вие не сте одговорни. Така? Да, Значи не може ние да губиме тука сега 1 сат време за истото па истото. Нареден пат, ако нема представник, нема да оди ни на дневен ред, ни на совет, ни на комисија. Ви благодарам што ви го одзедовме времето. нема проблем. Во ред. Преминуваме на точка број 6. Одлука за примање на донација, спортска опрема и реквизити од страна на НАЛАС, мрежа на национални асоциации на локалните власти во Југоисточна Европа. Повели Симона. Благодарам, Симона. Дали некој има прашања? Доколку немате прашања, ви благодариме. Преминуваме на точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во јавното предпријатие Пазар и Битола. Повелете. Кај што имате микрофон? Значи, одлуката ја донесе управниот одбор за линеарно зголемување на платите во ЈП Пазар и Битола во нето износ од 2806 денари или за 325 бода на секој вработен, освен за вработените на кои им се зголеми платата со одлука на управен одбор на 25.3, односно тоа беа вработените кои што земваа под минималната плата. Нив ќе им биде соодветно зголемена платата за соодветно определената разлика на бодовите, кои што ќе ги има другите вработени. За спроведување на одлуката се задолжува секторот за финансии и комерција. Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се применува од 1.8.2022 година. Благодарам. Прашања? Доколку немате прашања, ви благодарам за присуството. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во КЈП Нискоградба Битола. Дали може да ги разгледаме и другите точки што се од Нискоградба заедно? Решение за давање на согласност на одлуката за измена на ценовник за крпење на улици и патишта со асфалт на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола. Точка број 13. Решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба за потребите на општина